размислуваме за книгата Откровение, односно за првите 3 глави од книгата Откровение. И во првата глава од книгата Откровение, вие кои што се читале, знаете, вие кои што не сте читале, земете, прочитајте. Во првата глава од книгата Откровение, Господ Исус Христос му се објавува на апостолот Јован. И му дава една визија, му се објавува на еден посебен начин, и апостолот Јован, кој што на нашето поднебје го знаеме како Јован Богослов, добива една визија од Господ Исус Христос и на некој начин го освежува таа визија во старите години и во марките низ кои што минува, пошто веќе е доста возрастна личност, заробен на островот Патмос. Ама книгата Откровение е всушност една од најзбунувачките можеби книги во Библијата, а една од најкорисните книги во Библијата. Зошто? Затоа што збунувачки, бидејќи во неја има многу символи, има многу бројки и така натаму, ама истовремено во книгата Откровение Бог ги кажува на црквата во тоа време и нас денеска до ден денешен ни кажува што е тоа што ќе се случи при крајот на светот. Кога почна таа така наречена пандемија, сега кога се случуваат сите овие војни во светот, луѓето малце повеќе почнаа да размислуваат да не е ова крајот. И не знаме кога ќе дојде крајот, ама во книгата Откровение Бог ја открива на црквата, тоа што ќе дојде крајот, ние ќе бидеме на победничката страна. И пак ќе речам, читате дома книгата Откровение, интересно е, некои работи ќе ви бидат нејасни, некои работи верувам дека додека не се случат ќе ни останат нејасни, ама главната порака на книгата Откровение е дека да, можеби се соочуваме со проблеми и тоа се однесува на нас како на заедницата, се однесува на семејствата кои што ги има во заедницата, се однесува на лични проблеми и така натаму. Можеби се соочуваме со притисоци и со тоа дека луѓето не прогонуваат или не угнетуваат поради нашата вера во Христос, ама главната порака на книгата Откровение издржете до крај. И јас не знам ни со што се соочуваш моментално во животот. Може би е некој притисок на работа кој што го имаш, може би дом имаш некој притисок, може би со пријателите, ама секој од вас знае со каква опозиција се соочува во животот. И пораката на книгата Откровение издржи до крај. Не дозволувај да паднеш на искушението да речеш не гледам смисла во себе, не гледам смисла во верата, не гледам смисла во тоа да читам Библијата и да останам верен или верна на Библијата. И Господ изборува на црквата во првиот век. Исто така, тоа што го има кажано, се разбира, најмногу и пред се однесува на нив, ама исто така се однесува и на нас денеска. И во нашето проучување во центар на книгата Откровение стигнавме до третата црква на која што Христос си праќа писмо, бидејќи како што спомнав, во книга Откровение, во првата глава Господ Исус Христос му се објавува на Јован и му дава визија на Јован. А во втората и во третата глава Господ Исус Христос преку Јован праќа писма до 7 цркви во Мала Азија, односно во Мала Азија, во денешна Турција. Ги размислувавме за првите две, првата беше за Ефес, втората за Смирна и сега стигнуваме до Пергам. Малку историска позадина. Градот Александрија, античкиот град Александрија во Египет, бил град во кој што се наоѓала најголемата библиотека во античкиот свет. Втора најголема библиотека во античкиот свет се наоѓала токму во Пергам. Денеска не постои градот, ама има само некои рушевини од него. И сега, во тоа време, начинот на кој што се немало нели како денеска принтер ќе искусаш нешто, ќе го пуштиш на принтер и ќе ти го пуштат. Во тоа време, ако сакаш да запишеш нешто, треба да го запишеш на папирус. Папирус најмногу се произведувало во Египет. И после вториот век пред новата ера, ќе видите зашто го кажам ова. Во вториот век пред новата ера, односно пред Христос, Египет малце по малце престанува со извозување на папирус, бидејќи им треба покално да го користат. И сега другите области од тогашниот антички свет си викаат, окей, Египет не ни дава веќе папирус, немаме баш некои големи можности да го произведеме, на што ќе пишуваме од сега натаму? Некој сака да напише некој писмо, некој сака да напише некоја списа, да ја стави, например, во библиотеката во Пергам. И тоа било време, тоа било можност за иновативност. И некои луѓе во Пергам се сетиле дека може да пишуваат на кожи од домашни животни. Обработени кожи, не така само да го одере животно ти да напишеш, ама обработена кожа од домашно животно. И кога некој пишува на обработена
кожа од домашно животно, денеска настано е познато како пергамент. Името доаѓа од градот Пергам, бидејќи таму некој дошол до таа идеја и таму се воспоставил и после тоа се проширила низ целиот свет таа идеја. Зошто го кажувам ова? Нема некој кузна какво теолошко значење, ама има значење во однос на тоа дека да разбереме дека писмото кое што Христос го праќа на црквата во Пергам, го праќа на еден на црква во многу познат град. Сега, Пергам не бил познат само по пергаментот, како нешто на кое што се пишувало. Покрај тоа бил многу познат затоа што имало многу храмови на пагански богови, конкретно на грчки богови. Значи, некои историчари веруваат дека има околу 10 храмови на грчки богови. Меѓу кои на императорот. Пример, ако некој има некаква мака во животот, може да отиде во храмот на Зевс. И Зевс, според грчката митологија, е богот на боговите. Ако сакаш да си патиш врски кај некој од боговите, ќе отидеш кај Зевс и ќе принесеш жртва кај него. Мислејќи дека ќе надевајќи се дека ќе го смилостивиш, па он ќе ургира кај овие помаливе богови да ти завршат работа за тоа што ти треба. Најголемиот жртвеник во античкиот свет се наоѓал во Пергам и бил посветен на Зевс. Потоа, имало некој друг бог, кој што се викал Дионисий. Дионисий бил бог на задоволството. Ако на некој му дошло преку глава од сите притисоци во животот и сакал да се олабави малци, сакал да се опи и сакал да спие со проститутки, оди во храмот на Дионисий, си плаќа и се завршува работа. До толку бил зопочен умот на луѓето во тоа време. Ако има некој кој што е земјоделец, ако му треба добра жетва, иде во храмот на богињата Деметра. Иде, принесува жртва и се надева дека таа ќе се смилостиви и ќе му даде добра жетва. Че имало многу богови за секоја област од животот, човекот може да рече: а јас верувам во тој храм и на тој бог ќе му се поклонам. А јас ќе му се поклонам на тој бог. И во тоа време не било тоа проблем. Во тоа време воопшто не било проблем некој да рече: јас верувам во 10 богови. Јас верувам во 20, во 30, во 50 богови. Проблемот бил кога се појавиле христијаните и викаат: чекате малци, ние да ви објасниме што е работата. Постои само еден Бог и неговото име е Христос. И од ден нашо вика: чекај, вие најпаметни се најдовте сега? Некој пат можеби вие сте се соочувале со такви ситуации, ќе му кажеш на некој за Бог, за Библијата и ќе рече: сега ти мене ќе ми солиш памет? Ти знаеш подобро од другите? Најпознат Бог во Пергам бил богот Асклепи. Богот на здравјето, богот на исцелението, богот богот кој што ќе им помагал на луѓето да оздрават кога биле болни. И денес како ќе видите во некои аптеки, кога ќе видите на некои лекови има лого змија обвртена околу стап. Потекнува од богот Асклепи, бидејќи богот Асклепи бил представен како мускулес човек, седнат на престол, стапал во раката и околу него има змија. До денешен се уште ги гледаме паганските корени кои што ги има дури во фармацијата до ден денешен. Ама идејата со богот Асклепи е дека ако си болен, идеш кај него, принесуваш некоја жртва, даваш некој дар и се надеваш дека ќе те исцели. Дури има некои историчари мислат дека го нарекувале спасител. Зошто? Бидејќи те спасува твоите болести. И ова сето не го кажам за да имаме час по историја или час по, не знам, по грчка митологија, туку сето го кажам за да имаме многу добра слика и представа за тоа кога Христос и праќа писмо на црквата во Пергам. Да имаме на ум во какви околности они живеат. Не е како денеска ние живееме во христијанска земја, макар и номинално, ма сепак е христијанска. Не, одиш низ градот и гледаш храм на овој бог, храм на оној бог, гледаш таму се прави блуд, таму мислат дека ќе дојдат исцеление од некој лажен бог и така натаму. И во тоа место се основа црква и Христос и праќа писмо. Од прилика 90-те години од првиот век. И пишува вака: а на ангелот на пергамската црква напиши му: вака вели оној кој држи меч со две острици. Знам каде живееш,
каде што е престолот на сатаната, и дека го држиш името мое и не се одрече од верата моја, дури во деновите кога мојот верен сведок Антипа беше убиен помеѓу вас, во чија средина живее сатаната. Но за неколку работи сум против тебе, зашто имаш таму некои кои го држат учењето на Валаам, кој го учеше Валака, да ги наведе на грев синовите Израелеви да јадат жртви идолски и да блудствуваат. А имаш и некои кои го држат учењето на Николаитите, кој го мразам. Покај се. Ако пак не, скоро ќе ти дојдам и ќе стапам во борба против нив со мечот на устата своја. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Но оној што победува, ќе му дадам да јаде од сокрената мана и ќе му дадам бело камче и на камчето напишано ново име, што никој не го знае, освен тој што го добива. Христос и се открива на црквата, 12 се вика, вака вели оној кој држи, или мислам дека многу подобро превод ако видите грчко збор е кој има меч со две острици. Вие кои што читат Библијата ќе се сетите дека во посланието до евреите 4 глава 12 стих пишува дека Божиот збор е како меч со две острици кој што длабоко навлегува и ги разделува косите. Со други зборови, Божиот збор е тој кој што продира длабоко во нас. И секоја недела кога доаѓате овдека, се надевам дека тоа ќе биде вашето искуство, дека кога ќе дојдете овдека на богослужба и ние ќе се одиме кај наставно на богослужба, дека човек ќе може да излезе кога ќе прашат некој како беше, меч со две острици ме прободе овдека. Тоа е најдоброто нешто што може некој да го каже за една заедница, дека кога одам таму, меч со две острици овдека ме пробива. Божиот збор се проповеда и Божиот збор го допира мојот живот. И Христос се објавува на мечот им бил нешто познато во тоа време, особено затоа што Римската империја начина кој што освојувала и нели се проширувала и воспоставувала мир под наводници преку мечот. И на некој начин Христос вика: не се плашете од тој меч. Плашете се од овој меч кој сте излегува од моите уста. Не се плашете од тоа што другите може да ви го направат. Плашете, односно имате стравопочит кон тоа што Бог го кажува, кон тоа што излегува од неговата уста. И вика: знам каде живееш. И ова знам каде живееш не се однесува на адресата. Знам на таа и таа улица, на тој број. Ова се однесува, ја знам духовната атмосфера во која што живееш. Ја знам околината во која што живееш. Знам дека и тука има многу интересен израз кој што не се повторува на друго место во Библијата, а тоа вика таму каде што е престолот на сатаната. Сега има многу мислење во на тоа што значи престолот на сатаната. И денеска ќе ви го кажам кој е вистинското значење. Не знаеме. Не можеме да знаеме. Не можеме со сигурно да знаеме што значи престолот на сатаната. Некои луѓе викаат најголемиот жртвеник во тоа време бил посветен на Зевс и се наоѓал во Пергам. И некои викаат можеби тоа е престолот на сатаната. Од друга страна, Пергам одреден период бил град во кој што бил центарот на Римската империја за Мала Азија. И викаат Римската империја како најголем непријател на црквата, можеби тоа е слика за престолот на сатаната. Можеби. Можеби да, можеби не. Ама мислам дека она што треба да го имаме на ум е дека суштината е Христос знае во какви околности се наоѓа црквата и Христос знае во какви околности функционира црквата. Христос знае со какви притисоци од надвор, ако што ќе видиме после и од внатре, се соочува црквата. И тоа требало да биде утеха за црквата во Пергам во првиот век и верувам дека треба да е утеха за нас денес. Бидејќи кога ќе дојдеме, ќе се собереме и некој пат се споделуваме кој има вакви проблеми, кој има такви проблеми, кој рекол нешто против црквата, кој на социјални мрежи скоментирал нешто, некој не сака, имаме ние на пример проблеми со комшии таму кај нас во црквата и така натаму и свикаме, аман до кога со вакви работи, Христос вика: знам ни што минуваш. Знам во каква состојба се наоѓаш. И тоа покрај другото верувам дека треба нас да ни даде утеха и да речеме: Бог знае. Бог ги знае моите лични проблеми, Бог ги знае моите семејни проблеми, Бог ги знае нашите црковни проблеми. И повторно не сака, и повторно тука со нас. И потоа вика: ти знам дека го држиш името мое и дека не се одрече од верата моја, дури и во деновите кога мојот верен сведок Антипа беше убиен помеѓу вас, повторно во чија средина живее сатаната. Како што спомнав претходно,
во тоа време, никој нема проблем ако некој христијанин каже Христос е Бог или Христос е Господ. Проблемот бил ако кажеш дека Христос е единствениот и живиот Бог и Господ. Ако ти кажеш Христос е Бог заедно со Зевс, заедно со Асклепи, заедно со сите други, они ќе речат супер. Имаме уште еден Бог на наша страна. И не бараш од нас да се откажеме од другите богови. Ама христијаните доаѓаат со порака и викаат, има само еден Бог, он се отелотвори, дојде на овој свет, умре на крстот, по 3 дена воскресна, преку вера во него добивате вечен живот. И околните луѓе викаат, чекај, не може така. И тука почнува прогонството. И затоа Христос се вика на црквата во Пергам, знам дека не се одрече од моето име. Бидејќи во тоа време искушението за христијаните било, многу не биле прогонувани. Ама пред да бидат, например, убиени, им давале секој пат гласите една шанса. Откажи се од Христос. Откажи се од Христос и ќе спаси жива глава. И христијаните имале избор. Или ќе речам, Христос не е Господ и ќе ме пуштат, или ќе речам, Христос е Господ и не знам што ќе ме снајде. Може да ме снајде тепање, може да ме снајде после некој време да ме пуштат во арена со лавови и да ме распарчат тие лавови, жив да ме распарчат. Ама Христос вика, вие не се откажавте од таа, не се откажавте од мен. И денес ние живееме во свет во кој што луѓето не се баш многу склони и благонаклонети кон тие кои што исповедаат вера во Христос како единствен и жив Бог. Иако има многу кои се нарекуваат христијани, кажи им верувам во Бог, он ќе рече, окей, кажи верувам во Христос и тука веќе има проблем. Луѓето немаат толку многу проблеми со зборот Бог. Имаат проблем со зборот Исус, со зборот Христос. И со крстот имаат проблем. И затоа немојте да ве чуди ако дома или ако на работа или во комшилокот се соочувате со притисоци кои ќе исповедате јавно вера во Христос. Немојте да ве чуди, така било во првиот, така е денес во 21 век и така ќе биде до крајот на светот. На луѓето им смета крстот, на луѓето им смета Христос. И затоа, како мислам дека овие збори кои што Христос се ги опатува на црквата треба да бидат охрабрувањи за нас, да кажеме да, тешко е, ама имало пред мене луѓе, еве ги овде во Пергам издржувале. Имало пред мене луѓе кои што му останале верни на Бог и јас сакам да одам по тој пат. Сега, како и секоја црква, ја оваа црква одамна не сум бил, се надам дека нема да се повтори толку долго време да не дојдам, ама како и секоја црква можам да знам и на работа сигурно за оваа црква, истото што го знам и за таа во која што ние доаѓаме. Секоја црква има надворешни напади, има внатрешни напади. Кога Христос се вика на црквата во Пергам, знам дека не се откажавте од моето име, знам дека ми останувате верни, он вика, знам дека добро се соочувате со надворешните напади. Кога некој ќе дојде и кога некој ќе ве прогонува, ви викате, не, ние остануваме верни на Христос до крај. Арно, ама. Секоја црква има и надворешни напади, има и внатрешни напади. И не знам за вас, секој може да си има своје мислење во однос на ова. Јас мислам дека ако можам јас да бирам за нашата заедница таму, со кој напади повеќе би сакал да се соочувам, јас у секој време ќе ги одборам надворешните напади. У секој време. Многу ми е полесно да знам дека од таму доаѓа нападот и да се соочам отколку од тука. Внатрешните напади се многу посуптилни. Некој пат се потешко да се детектираат и некој пат имаат, многу често би рекол дека имаат многу поголема шанса да ја распрнат и да ја распарчат црквата, отколку тоа надвор што се дешава. Надвор знам дека ќе до опозиција таму. Ама од тука не очекувам. Нели сме христијани, се собираме во Божјото име, се сакаме да се простуваме и така натаму. Ама напади има и внатре. И сега, внатрешните напади може да дојдат во многу форми. Може да се појават во многу форми. Верувам дека сте ги искусиле, ние сме ги искусиле, за жал ќе ги искусуваме и понатаму. Некој пат ќе биде раздор во црквата. Некој се раскарал и сега имаш две страни кои што треба да се помират, иначе не е тоа духовната атмосфера во црква. Кога има внатрешни напади, кога има во црквата раздор, кога има карање, кога има нарушени односи, не е тоа. Ма како сакаш славење нека има, како сакаш проповед нека има и 200 луѓе во црквата, нека има 5 богослужби во недела. Ако има раздор во црквата, не е тоа. Духовната атмосфера не е на ниво. Ама некој пат внатрешните напади, како во случајот со црквата во Пергам, вклучуваат лажни учења.
И лажни учења кога се зборува за овие тука зборува за две групи на луѓе. Вика некој кој што го држат учењето на Валам, ќе збориме за тоа, и Николаитите. Ова го кажав и во нашата црква и тука ќе кажам, ова нема никаква врска со мене. Чисто да се знаете, значи. Да. Ама лажни учења, овие лажни учења не беа лажни учења кои што викаат Христос не е Господ. Идете си сите дома, нема богослужба. Туку луѓе кои што ќе дојдат, ќе застанат, а не знам дали имале проповедални во тоа време, ама ќе застанат и ќе речат Христос е Господ, ама вие може да живеете како сакате. Вие само верувајте си во Него. Ке си дојдете овдека, ке си оставите доброволен прилог, ке си испеете некој песниче, ке ви свири ангел и така натаму, ама после тоа, како сакате живеете, вие сте слободни, Христос во слободи. Кога зборува за Валам, вика кој го учеше Балака да ги наведе на греф синовите Израелови, во Стариот Завет ова се наоѓа во книга Броеви, кај што израелците се спремат да влегуваат во етената земја, еден локален цар вика што ќе правам со овие? Слушам дека силен народ се, дај да ги успорам некако, дај да ги уназадам некако. Наоѓа локален пророк и му вика ќе ти платам пари, ти само оди проколни ги. И он не може да ги проколне. Пробува неколку пати, Бог не го дозволува. И на крај според тоа што го читаме таму и во овој стих, Валам не може да ги проколни израелците, а му кажува на локалниот цар што да направи за да ги натера израелците да паднат во греф. Зошто? Това е многу важна духовна вистина. Кога Божиот народ ќе падне во греф, го губи на земјиштво со Бог. Бог се уште ги сака, Бог е тука за нив, ама ја нема таа благонаклонност како што имале претходно. И Христос се вика на црквата во Пергам, имаш луѓе кои што ги трпиш во црквата. Луѓе кои што доаѓаат и ви викаат, вие сте слободни, Христос ве ослободи, така ве ослободи, и сите викаат, амин, не ослободи, така е. Па што ве ослободи, што има врска вие дали одите во храмот на овој Бог или во храмот на оној Бог? Вие сте живеете си во слобода. Правите што сакате, вие сте си спасени, еден ден ќе се бидете на небото, а како го живеете животот на земјата, па и не е толку многу важно. И според тоа што го кажува Христос во однос на овие лажни учители, две работи се случуваат во црквата од страна на оваа група на лажни учители. Вика ги убедува Валам, го учеше Валака да ги наведе на греф синовите Израелеви две работи: да јадат жртви идолски и да блудствуваат. Овие се две многу важни работи. Првото е да јадат жртви идолски се однесува на тоа дека ги прифаќаат тугите богови, а да блудствуваат се однесува дека ги прифаќаат тугите начини на однесување. И тоа е секој пат така. Богот кој што го прифаќаш и на кој што му се поклонуваш, ќе го диктира начинот на кој што се однесуваш. Ако некој се поклонува на парите ќе го диктираат начинот на кој што се однесуваш. Кога некој кај нас за жал во државата многу ги има, кога некој се поклонува на политиката го диктира начинот на кој што се однесуваш. Кога некој му се поклонува на семејството го диктира начинот на кој што се однесуваш. И така натаму да не ги редам сите лажни богови идоли кои што можеме да ги имаме во животот. И опасноста за црквата во Пергам и за нас денес е да доаѓаме во црква и да слушаме проповеди и кога ќе отидеме од оваа зграда, да се тераме како сакаме во животот. И да исповедаме вера во Христос, и да им кажуваме на другите за Христос, да им сведочиме и да делиме книги, Библија и така натаму, ама да речеме Христос ме ослободи и јас ќе живеам како сакам сега. И тоа е лажното учење против кое што Христос се противи на некој начин и вика, понатаму вика, покајте се. Ако не се покајате за тоа што го правите, за тие учења кои што се шират во црквата, јас ќе дојдам и ќе се борам против вас. Не сум за вас, ама ја не би сакал Христос да се бори против мене. Ама не заборавайте, ово е напишано на христијани. Заборавете таа идеја дека јас сум христијанин и Христос е секој пат на моја страна. Ако исповедаш вера во Христос, а ако живееш како што стакаш, Христос вика, не знам баш дали сме на иста страна јас и ти. Нешто има овдека. Искушението денеска за црквата, повикот за црквата е да го евангелизира светот, така? Ќе се согласиме, Христос се вика на црквата, идете и проповедајте го евангелието. Искушението за црквата е не да го евангелизира светот, туку светот да евангелизира неа.
да навлезе во неа. И кога ќе дојдеш во црква, ако тоа се случува некој пат, зашто се случува, дојдеш во црква и не знаеш што е црква, што е свет. Не знаеш што е свето, што е свет. Измешано е се. И Христос се вика, сакам да расчистите со овие работи. Исто и со Николаитите. Луѓе кои што, барем според тоа што го кажуваат некои толковачи на Библијата, исто така промовираат не само слово, туку апла распуштеност. Со други зборови, ти веруваш во Христос, ама прави ги сите овие работи кои што ги прават луѓето кои што веруваат во другите богови. Климент од Александрија, црквен дворач од 2-3 век, вика, го парафразирам, вика, они се оддаваат на задоволства и живеат како јарци. Изразот јарци во народно е класично животно. Што му доаѓа, тоа прави во моментот. И Христос се вика, сакам да се покаете за тие работи. Сакам да ги трнете тие работи од помеѓу вас. Бидејќи црквата мора да биде внимателна со тоа што се случува внатре. Да бидеме внимателни со нападите кои што доаѓаат од надвор, ама и тоа што се случува внатре. Бидејќи ако не бидеме внимателни, ако сите наши сили ги впериме кон надвор, кон евангелизација и кон така натаму, може внатре да почне да се случува нешто кое што не е според Божјата волја и може да биде прекасно додека да го детектираме тоа нешто. И затоа борбата е секој пат на два фронта. Надвор, сакаме да придобиеме повеќе луѓе, сакаме повеќе луѓе да слушнат, ама исто така и внатре. Сакаме тие кои што веќе се тука, да знаеме дека слушаат добра наука, да знаеме дека слушаат проповеди Библијата и да знаеме дека чекорат здраво во верата. Проблемот на црквата во Пергаме е што ги трпела овие луѓе. Едноставно вика, нема врска, нека бидат во црква. Пошто ако им кажеме дека тоа што го прават не е во ред, ја па да не ги изгубиме, ќе си отидат од црквата. Што ќе правиме после без нив? И тоа е искушение некој пат за нас до ден денешен. Пошто ние сме, црквите ни се по 20-30 луѓе од прилика и си викаш ко, да тројца да им кажам дека тоа што го прават е спротивно на Божјата волја, ја па после наводот ти си отидат, ќе ни се намали црквата. И Христос вика, нешто ќе ни се намали, ако продолжите така, нема да ја има. Ќе престане да постои. Подобро сечи го тоа на време додека е време, отколку да го трпиш. Бидејќи некој пат сме во искушение да ги трпиме некои работи во црквата, не само за погрешни учења. Проблемот на Пергам било погрешни учења. Проблемот тука може да е пак рече меѓусебни односи, многу други работи. И некој пат ги трпиме заради мир во куќата, као нека има мир. Ама секој пат кога црквата го трпи тоа што е спротивно на Божјата волја, само заради мир во куќата, мир ќе има. Ама нема да е Божи. И мирот кој не е Божи, нема да трае. Некој време ќе обстои така натаму, ама нема да трае вечно. И зошто има уште нешто многу интересно во цела оваа ситуација. А тоа е дека Христос плаќа писма преку Јован на 7 цркви, првата Ефес, Смирна и сега Пергам. На црквата во Ефес ја пофалува и вика, зна дека ги мразиш делата на Николаитите. На црквата во Пергам и вика, ги трпиш Николаитите. И тоа не е во ред. Едната црква се справила со тој проблем, другата црква се мачи со тој проблем. И мислам дека ова тема на која што може многу повеќе се зборува, ама меѓу редови, што јас сметам дека е пулката во однос на тоа, е дека ако една локална заедница созреала во одреден аспект, а друга се бори со тоа, треба да се работуваат. Треба да ги здружат силите и црквата во Ефес со низиното искуство да отиде кај црквата во Пергам и да рече, луѓе, знам како е. Знам како е. И јас го поминав тоа, и ние го поминавме тоа. Знам како е и еве начин како да се справите со таа ситуација. Ова станува збори за на локално ниво, ние тука сме собрани од две заедници. Не сме различни, ама сме на две различни локации. Некој пат вие ќе имате некоја победа за нешто со кое што ние моментално се бориме. Ако вие сте некој пат Ефес, вие ќе бидете некој пат Пергам. Ако вие сте ги победили Николаитите, зашто и да е Николаитите символ, дојдете и помогнете. Некој пат може ќе биде обратно. И затоа заедниците треба да бидат постојано во соработка, бидејќи иако сме на различни локации, Пергам и Ефес биле на различни локации, еден град имал преку нив, Смирна бил. Ама треба да има соработка меѓу заедниците. Неки заедно сме во ова. Да, во различни локации, ама заедно сме, ова сите сме заедно Божи народ.
И би рекол и на лично ниво тоа ќе се однесува. Ако ти си имал проблем со Николаитите, пак ќе речам, Николаитите може да е значи, символ за многу работи во живот. Ако ти си имал проблем со Николаитите и Бог ти дал сила да го решиш тој проблем, некој друг има моментално проблем со Николаитите. Иди, придружи се, речемо, знам како е. И јас го помогнав тоа што го поминуваш моментално. Еве ќе ти кажам како Бог ми помогна мене. Сега, Христос се вика на црквата и кажува кои се добри, кои се лоши страни. И вика, 16 стих, покај се. И пред да дојде со конечен суд, Христос доаѓа со милост. Тоа е секој пат така. Секој човек кој што ќе го доживее Божиот суд еден ден, многу пати ја доживеал Божјата милост и повик за покаяние. Проблемот е што луѓето не слушаат. Исто и во црквата во Пергам. Покај се за тие работи кои што ги трпиш, а не треба да ги трпиш. Односно ги толерираш. И црквата во Ефес ја добила истата порака. Како што размислувавме за тоа писмо пред неколку недели. И Христос се вика на црквата во Ефес, покај се. И Христос на таа црква вика, ако не се покаеш, ќе дојдам и ќе го тргнам светникот од кај тебе. Со други збори, ако не се покаеш, прашање на време кога ќе престанеш да функционираш, нема веќе да има црква. Одете денеска во Ефес да видите дали има црква таму кој што има. Нема. Зошто? Немало покаяние. Тие се покаяле. После неколку века издржале. Ама во крајна смисла црквата ја нема таму. И зборот за покаяние е истиот збор кој што Христос го користи за да повика црквата во Ефес да се покаја, а тоа е зборот метаноја. Сигурен сум дека некој од вас сте го слушнале. Метаноја е многу важен грчки збор, кој што на сликовит начин ни опишува што е тоа што ние, ја би рекол, дури секој ден од нашите животи треба да го правиме, ако сакаме да останеме во Божјата волја. Метаноја значи промена насока на движење. Ако сум се движел во оваа насока, и тука е гревот и Бог ми вика тргни се, покај се метаноја значи дека од сега натаму ќе се движам во оваа насока. Христос на црквата во Пергам вика покај се. Сменија насоката на движење, бидејќи ако продолжиш натаму, не ти се пишува добро. И прашањето за секој нас денеска е зашто е тоа за кој што Христос ти вика време е за метаноја. Време е за покаяние. Има некои работи, има некој нешто во твојот живот на кој што им е потребна промена. А секој пат кога викаме, Боже, јас се каам, Господе, прости ми за моите гревови, предпоставам дека ги молите тие молитви, Господе, прости ми за моите гревови, и после си продолжуваш по старо, тоа не е покаяние. Тоа е само смирување на совеста. Си дошол кај Бог и си рекол, јас се покајав за моите гревови. Бог рекол во Библијата дека ќе ми ги прости. Ама покаяние без промена не е истинско покаяние. Тоа е само измама. Тоа е смирување на совест за да можам после да го правам истото, па пак да дојам да се каам, па да го правам истото, па да се каам, и тоа е само еден затворен круг кој што нема крај. А и вика Христос на црквата, ако не се покаеш, ќе дојдам и ќе стапам во борба против нив, односно против тие кои што го шират тоа учење и тие кои што го толерираат тоа учење со мечот на устата моја. Знаете што ме интересно во овие стихови? А тоа е дека Христос не е само против оние кои што проповедаат лажни учења, туку и против оние кои што ги толерираат тие кои што проповедаат лажни учења. Со други збори, Христос не е само против оние кои што прават проблем во црквата. Христос е и против оние кои што седат на страна и се викаат, пасторот нека го реши тоа, јас ќе се замарам. Си има таму водство, си има старешени пастор, они нека се марат, јас си доаѓам тука само да се слушам, ништо повеќе. Христос вика, сите вие кои што гледате дека нешто не е во ред во црквата и си викате, не е мој проблем. Христос вика, јас ќе доаѓам и ќе се борам против вас со мечот кој што излегува од устата моја. Ама важното прашање за нас, верувам дека тука е овие два збора. За мене овие два збора се клучни. 16 стих, првите два збора 16 стих. Покај се. Што е тоа на кој што Бог нас денеска, како заедници, како семејства кои што припаѓаме на заедницата, како поединци кои што сме дел од заедницата, не вика покај се. Време е да се покаеш.
Доста трпев. Некој пат ние мислиме дека ако правиме некои работи и моментално не најдува казна за гревовите наши, дека Бог е сосема окей со тоа, мали гревови сева, не е проблем за него. Какви работи прават луѓето за молат мал грев, може да прогледа низ прсти. Не, тоа е време на милост. Ама тоа време на милост еден ден ќе помине. И затоа Христос вика, ако не се покаеш во даден период, ќе дојдам и ќе се борам против тебе со мечот кој што излегува од мојата уста. Што е тоа за кој што Бог ти вика да се покаеш денес? Ова е сериозна работа. Не е како сме дошли да ни кажа за покаяние, супер интересна порака. Што е тоа за кој што Бог денес ти вика покај се, ако не ќе се борам против тебе со мечот кој што излегува со мојот збор? За некој може да биде порок, за некој може да биде брз јазик, за некој може да биде гордост, за некој може да се зли мисли, завист, љубомора и така натаму. Ама ова е многу важно да го размислиме, бидејќи покајанието, би рекол, ни помага да останеме во Божјата волја за нашите животи. Некој последен пат сте рекле, Боже, се каам за тој и за тој греф? Размислете. Кога последен пат се дошло кај Бог и се рекол, Боже, јас се каам за тоа и за тоа? Може би некој пат не е греф, ама Боже, јас се каам за тоа што така изреагирав на сопругот, на сопругата, на децата, на комшијата, на тој и тој човек. Се каам за тоа. Ако не можеме да се сетиме дека во последните неколку дена сме рекле Боже, се каам, имаме сериозен проблем. Не сакам никого да судам таман работа. Ама верувам дека покајанието ни помага да останеме во Божјата волја, да се преиспитуваме за тоа што го правиме, да речеме, сгрешив, Боже, прости ми. Ама Бог вика, покај се и се уште има време, ама тоа време нема да биде вечно. Бог нема вечно да чека да се каеме. Не знаеме до кога трае, ама сепак има одреден период. И тука има ни стихови кои што многу мислење има во однос на низ историјата што значат. Нели, вика, покај се, ако не ќе дојдам, ќе стапам во борба против нив со мечот на устата своја. Поентата е дека Христос прво не пресведочува со неговиот збор. Ако не сакаме да се обратиме и да се покаеме кога не пресведочува, Христос вика, ќе дојдам и ќе те судам со мојот збор. И сега сакам да го видам Христос како спасител кој што ме пресведочува или како судија кој што ме суди. Секој нека си го одговори тоа прашање. Ама тука вика, на оној што победува, ќе му дадам да јадат со крината мана. Ќе се сетите во Стариот Завет израелците кога излегува од Египет, тргна кон ветената земја и Бог им даваше мана во пустината. Тоа маната верувам дека е символ на неговата грижа за народ. Се што им е потребно, јас ќе ти дадам. Маната беше тоа што им беше потребно. Облеката не им се скина, обувките не им се скина, Бог вика, јас ќе ти го дам тоа што ти е потребно. Ако победуваш, на оној кој победува ќе му дам да јаде од сокрената мана. И сега овој стих е овој дел од стихот е интересен, вика, и ќе му дадам бело камче. И сега, што значи ова? И на камчето напишано ново име, што никој не го знае, освен оној што го добива. Што може да значи ова? Во тоа време, бело камче се користело во неколку контексти. Еден контекст е дека ако некој е на суд и е обвинен за нешто, и ако го прогласат за невин, дека не го направил тоа за кое што е обвинет, му дават бело камче. Бело камче се користило и исто така и барем според некои извори се користило и на пример ако сакаш некого да поканиш на некој настан. Го покануваш и тоа е начин на кој што он знае дека има влезница, ако може така да кажем во денешен контекст. Ама многу се големи шанси дека бело камче се однесува на атлетичарите кои што кога победувале во тоа време, го добивале такво нешто и нивното име било запишано на него. Може би се однесува на тоа. Не мислам дека најголем се шансите за тоа да станува збор. Христос вика, ако издржите до крајот на трката, јас ќе ви дадам наградата. Без да шпекулираме, што може во детали тоа да значи, ама Христос знаеме која е наградата. Вечниот живот. Ако издржиме до крај, како што атлетичарите издржувале до крај и победувале во трката, ако издржиме до крај во верата, Христос вика, јас ќе те наградам. Ако се откажеш, додека си тука, под притисокот, може би римските власти ќе те наградат, или може би нема да имаш притисоци, може би нема да имаш проблеми. Ама ќе изгубиш вечната награда. Некој пат за жал луѓе се задоволуваат за привремена награда од дека на земјата, наместо да речат,
вечна награда ме чека, само да останам и да истрајам во верата. Со притисоците кои што ги имам дома, на работа, каде и да. Христос вика, кој победува ќе добие награда. И верувам дека на крај прашањето за нас има многу работи кои што може да ги научиме од ова писмо кој што Христос си го праќа на црквата во Пергам. Не знам за вас, за мене, додека спремам оваа проповед, два збора цело време ми резонира во главата. И цело време ми се врта, колку да сакам да побегнем од нив, не може да побегнем од нив. Тие се двата збора покај се. Што е тоа за кое што Христос те повикува денес да се покажеш? Нема да прашам дали има нешто. Има сигурно. Не се лажеме. Не викам да застанеш сега пред сите тука да исповедаш. Ако сака некој напред, ама во срцето испитај се. Што е тоа за кое што Христос знаеш дека не е во ред во твојот живот и ти вика покај се. Ова е време на милост. Искористи го времето на милоста. Кај што Бог ти вика тука сум јас. Ќе ти помогнам да го надминеш тоа кој што го трпиш. За црквата во Пергам биле Николаитите, биле оние кои што го поддржуваат или кои што го проповедат учењето на Валам, ама за нас денеска што е? Секој еден од нас добро да си размисли и не само да размислиме и да, стварно за тоа треба да се покајам. Еден ден, ќе биде. Има време, животот е пред мене, барем уште некоја година ќе проживам сигурно. Не, денес. Денес е денот за покаяние. Во дел апостолски ми кажуваше едното апостол, каже денес е денот за спасение. Остај ти од утре. Некој многу убаво рекол, утрешниот ден му припаѓа на ѓаволот. Тоа ќе биде, тоа многу животи духовно уништи. Ќе бидеме, да се покајам. Да уште мала да поуживам во ова што го правам. Бог вика, покај се, бидејќи не ти се пишува добро. А ако се покаеш, и како ти се пишува добро? Има прекрасни ветувања кои што Бог ги дава на црквата, овие и многу други во Светото писмо кои што важат за оние кои што живеат во покаяние. И покаянието не треба да биде само една се молев пред 5 години, му помолав на Бог да ми ги прости гревовите и толку. Покаянието, јас би рекол, во идеални услови, секој ден. Секој ден. Духовните сетила да не бидат толку изострени, што ќе знам кај сум сгрешил и ќе дам и ќе речам кај Бог. Боже, не иде више вака работава. Не иде више вака работава. Сакам да го промениш мојот живот, се каам и ме те ноја. До сега се движи во оваа насока, од сега натаму сакам да чекорам по твојата волја. И Бог вика кога ќе дојдете така, со таков став кај мене, нема да ве оставам сами. Ќе бидам со вас, ќе се грижам за вас, од сега па се еден ден кога ќе се видиме лице в лице, кај што ќе добиете конечната награда. И верувам дека тоа треба да ни биде перспективата, секојдневна перспектива. Така да го гледаме животот, така да ги гледаме луѓето, така да гледаме начинот на кој што се однесуваме, така буквално целокупно да го гледаме и да го живееме нашиот живот.